Бројките веќе не се само статистика, тие се предупредување. Секоја нова учебна година започнува со се помалку запишани првачиња во основните училишта, но бранот на иселување веќе одамна ги зафати и следните генерации. Се помалку млади луѓе ги полнат средношколските клупи, а амфитеатрите на факултетите ја губат масовноста што ја имаа минатите децении. Младите се почесто ја донесуваат одлуката за заменување, а пакувањето куфери за подобар животен стандард, поквалитетно образование или подобра перспектива станува редовна слика наместо исклучок. Причините за миграција се комбинирани. Не станува збор само економски причини, односно заради вработувањето и платата. Тука имаме и аспект на политиколошки, економски, но и психолошки причини зашто младите заминуваат. Зошто тоа го зборувам? Затоа што ако беше причина само платата, тогаш гледаме дека со текот на годините платите растат. Не доволно, но растат и тоаш ќе имавме ситуација да запре иселувањето, меѓутоа гледаме дека младите, но и граѓаните на нашата држава продолжуваат да мигрираат, да речам, во европските држави надвор од Европа и заради, да речам, непостоење на меритократија, но и заради клиентелизам, односно во секоја институција обичните граѓани треба да имаат врски за да ја завршат работата. Оваа масовна миграција директно удира по домашната економија. Дефицитот на кадар денес се чувствува речиси во сите стопански и општествени гранки, од здравството па се до угостителството и индустријата. Сепак најостра е кризата кај за најчиските професии. Младите се поретко се одлучуваат да учат занает. Интересот за стручните училишта, за профили како водоинсталатери, чевлари, електричари, столари, автомеханичари или градежни работници е на историски минимум. Старите мајстори полека заминуваат во пензија, а нема кој да ги наследи нивните работилници. По закон пишува дека ако во последните 10 години нема регистрација на нов занечија од одредена дејност, а во меѓувреме бројот на занечиите од истата дејност се намалил, таа занечиска дејност станува дефицитарна. Значи, кај кондураџиите тоа се случува, пред 10 години и повеќе бевме 12 кондураџи, сега сме тројца. А во меѓувреме во последните 10 години не се запишал нито еден нов. Додека пазарот на трудот бара практични вештини и конкретни занаети, интересот кај новите генерации изгаснува, што го отвара прашањето кој ќе ги врши основните услуги во општеството за само неколку години.